Во шестата партија, светскиот шампион Магнус Карсен се отвори со потегот D2, D4. Повтор пат во овој меч, прв пат тоа го стори во втората партија, во четвртата се отвори со E4, а сега во шестата повторно D4. А Јан Непомнијачи, како и во втората партија, се бранеше со каталонско отварање, кое што ќе настане по коњ F6, коњ F3, D5 и G3. Значи малку поинаков редослед на потези. E6, ловец G2, ловец E7, мала рокада, мала рокада. Тоа се тие воведни потези во каталонско отварање. И во втората партија Карсен на ова место играше C4, односно дојде позицијата по потегот C4, што е основно продолжение на ова место, на што следеше D зема на C4, значи варијантата со најдобра репутација, најсигурна, и по дама C2 Магнус беше до некаде изненаден со потегот D, B5. Таа партија беше највозбудлива до ова која што сега ја гледаме, и иако заврши реми, имаше голема борба со неравномерен материјал. Но во оваа партија Магнус Карсен го игра реткото продолжение B3. Тој сака да одигра C4, но ако црниот земе на C4, тогаш да земе назад со B пешакот. Црниот логично одговара со потегот C5, го вклучува C пешакот во борба за центарот и централните полиња. И тука белиот, значи, може да продолжи C4, се разбира, но тој го игра другиот, би рекол, природен нормален потег, тоа е D зема на C5, ловец C5 и сега C4. Во оваа позиција D зема на C4, црниот не губи време, а белиот игра дама C2. Тој не сака да ја компрометира својата пешачка структура, што би му станало по B зема на C4, туку сака да земе на C4 со фигура. И по дама E7, сега си го брани ловецот на C5 и као се заканува да земе на B3, светскиот шампион го дозволува тоа. Значи не игра дама C4, туку коњ BD2. Навистина креативен потег. И сега му дава можност на црниот. Значи може да земе на B3, се разбира, но белиот ќе добие неколку темпа и воопшто надежта на белиот дека ќе постигне предност од отворањето се должи на неговиот силен каталонски ловец на G2 и на предноста во развој. Но не го прифаќа тој дар од еден пешак рускиот велемајстор Јан Непомнијачи, туку игра коњ C6. Значи се развива на место да земе. Сега коњ C4 и B5. Навидум најризичното, но може би најточното решение на ова место. Црниот имаше можност да игра и ловец D7, но тоа би било малку пасивно, белиот би ја задржал почетната предност. Исто така и E5 беше добар потег, значи во центарот, да му најде место на својот белополен ловец, кој што му е главен проблем, но тој игра најдиректно и иако најостро, меѓутоа со точно, се вклопува во, ќе видиме во црната концепција, потегот B5. Коњ од C на E5 и сега коњ B4. Тоа е важен потег, за да може ловецот на црниот, белополниот ловец да дојде на долгата диагонала. Беше важно црниот да го добие ова темпо со коњ B4, напаѓајќи ја дамата, и по дама B2 ловец B7. A3 и коњот се враќа назад на C6. Сега кога дамата не е веќе на C линијата, значи нема зашто да се плаши од потегот B4 црниот, ништо нема да биде нападнато директно. Следеше коњ D3, ловец B6, ловец G5, белиот ја развива својата последна фигура, топот F на D8, се тоа природни и добри
потези, црниот, значи сосема ја изедначи играта. Сега Магнус зема на F6 и првото неочекувано решение е потегот Г зема на F6 на ова место. Но гумина би земале тука со дама. И се разбира дека тој потег значи е по-солиден, по-цврст. Црниот не би имал никакви проблеми со своите два ловци, полето D4. Значи дама F6 би бил потег со кој што црниот можеби би имал и минимална предност. Но потегот G6 покажува дека Јан Непомнијачи има високо мислење за својата позиција, тој и со право ја смета во својата позиција за безопасна, но благодарение на ловечката двојка, тој смета дека со дамите ќе има повеќе шанси да оствари предност во натамошниот дел од партијата. Освен тоа, Јан Непомнијачи повеќе сака да игра позиции со дами. По G6, топот А на C1, значи конј D4, логичен потег. Конј зема на D4, ловец зема на D4, дамата оди на A2, сега замена на ловците по долгата диагонала, ловец зема на G2, крал зема на G2, дама B7 шах, сега дамата доаѓа на таа долга диагонала, крал G1 и дама E4. Гледате, централизирана убава моќна дама. Дама C2, A5. Значи, белиот има подобра пешачка структура, но затоа црниот има одлично поставени фигури, централизирана дама, моќен ловец. И тој може со оптимизам да гледа во иднината, се разбира, во оваа позиција. Топ од F на D1, крал G7, топ D2. Сега белиот може да ги смени, да се бидат сменети дамите. И сега ова беше важен момент, тој е 25-тиот потег. Сега сосема нормален потег, тука беше потегот F5. Малку да подобри црниот, да ги постави пешаците на бели полиња, затоа што има црнополен ловец. Да го засврсти полето E4 уште еднаш. Значи F5 не е слабење при црнополниот ловец, нели тој ги пази црните полиња. На белиот вака добива малку простор и се е во ред со неговата позиција, но Непомнијачи игра потег со кој што го предизвикува својот противник и му дава избор дали ќе игра позиција со два топа против дама или ќе отстапи со дамата. Значи можен потег, иако нели малку ризичен, но Јан Непомнијачи кој што има повеќе време на часовникот, значи игра потег на борба. Но од борба не бега ни Магнус Карсен, се разбира, и тој подредено размислување решава дека треба да го земе топот, и тој тоа го прави со дама C8, топ C8, топ C8, сметајќи дека сепак црниот малку повеќе ризикува во оваа позиција. Дама D5 со напад на пешакот B3, B4 и сега A4, затоа што нели пешакот на A3 може да биде мета. Тие се двата пешаци поставени на црно поле, а црниот го има црнополниот ловец и од тука, значи црниот не менува на B4, туку правилно A4, E3 и сега ловец E5. До некаде може би неоптимално решение, не е тоа грешка, но во оваа ситуација во која што и светскиот шампион немаше толку многу време за размислување, многу по-добро решение беше да се игра овој необичен потег малку, ловец B2 навидум на два удари, меѓутоа со коњ не може да го земе ловецот, затоа што тој коњ е врзан, дамата на D5 наспроти топот на D2 од една страна, а доколку топот земе на B2, тогаш дамата ќе го земе коњот на D3 и тој пешак на A3 не се брани изгодно, а тоа значи дека црниот би бил во многу подобра позиција со врзан слободен пешак на A4.
Значи белиот би требал да најде неколку точни потези, како што се топ C5 и по дама D6 сега топ B2 и на дама D3 да го најде потегот топот B на C2. Гледате. За да може на дама A3 да земе топ B5. И таа позиција под со топовите потоа на седми ред би завршила нерешена. И тоа би бил логичен исход на оваа интересна партија, но главните перипетии, би рекол, во оваа партија допрва почнуваат. Значи, изборот на непомнијачи беше ловец E5. Белиот малку подобрува и прави простор подобар околу својот крал со потегот H4. Сега повторно ловец B2 беше можно решение и сосема добро решение, но непомнијачи сака да задржи напнатоста на оваа позиција, не сака да определува се уште и игра H5, но тоа е малку на негова штета. Крал H2, гледате, во оваа ситуација, многу сложена позиција, и двете страни се обидуваат да не ја патем и да не ја расипат многу својата позиција во цајтно, значи играат крепки потези, цврсти потези, може би малку да подобрат, но никако да не влошат. И по крал H2 дури сега ловец B2, но во погрешен момент, значи 3 потези покасно. Тоа не беше добро решение. Во претходните два потези тоа беше вистинското решение, а сега веќе не. Но во цајтнот не успеа тоа да го забележи светскиот шампион, што уште еднаш кажува колку е сложена оваа позиција. Тој одигра првиот потег точно, топ C5 со напад на дамата и на пешаците по петиот ред, но по дама D6 не го најде важниот потег топ од C на C2, гледате да си ги брани топовите, да го нападне ловецот, овој пат реално, и по ловец А3 да одигра коње F4 со темпо, гледате, открие напад од топот, значи коњот отвори на F4 и тука белиот би имал решавачки напад, затоа што топовите му се веќе на отворените D и C линија, тие брзо ќе отидат на седмиот ред и дополнително и со коњот, кој што може патем на H5 да земе, важен пешак, значи тие три фигури би го матирале црниот крал и така белиот во 33-тиот потег, значи беше пред победа, но во цајднот контролата на 40-ти потег, тој со многу малку време не успеа да го забележи тој важен детал во оваа ситуација и одигра потег топ D1, со идеја да го земе ловецот, се разбира, но ловецот сега може да земе на А3, топ B5, дама D7, го напаѓа топот, топ C5, топ H5, после E5 би бил исклучен тој топ, да речеме, топ C5 затоа, и сега E5. Сега, тоа е повторно грешка на непомнијачиот, како беше еднаш амнестиран, значи сега беше моментот да го земе тој пешак на B4 со ловецот, гледате, затоа што коњот на D3 се уште врзан, да го нападне топот на C5 и црниот би бил тој што би бил подобар, затоа што има опасен пешак, кој што ќе оди натре, ќе биде бранет од ловецот, и тогаш играта би била на два резултати, но белиот би бил тој што би се спасувал, нели? Зашто не го зема пешакот на B4? Тоа ќе биде загадка и за вториот играч во светот по рейтинг Фабиано Каруана, кој што претходно играше меч со Магнус Карсен за титулата светски шампион и основните 12 партии сите завршија нарешено. И вика Фабиано, ова за мене е загадка зашто Непо не зема на B4. Играта продолжи E5. Сега пешкот H5 не е во опасност, го пази и полето F4 од опасни скокови на белиот коњ, но го загуби ритмот на играта. Топ C2 и сега беше последниот момент црниот да го земе тој пешак на B4.
И тоа изгледа и многу привлечно, просто не... Но, цајтнотот, значи, му се прикраде и на Јан Непомнијачи и тој игра дама D5, многу послаб потек. А по топот D на D2 сега белиот ги поврза своите редови. Гледате, топовите се штитат еден со друг. И сега веќе тој пешек на B4 не е нападнат. Дама B3, веќе во цајтнот. Топ А2, правилно. И сега уште една грешка во цајтнот, E4. Коњ C5. И сега дамата е нападната, дама B4. Сега многу често се случува 40-тиот потек на едната или на другата страна да биде погрешен потек, а тоа се должи затоа што контролата е на 40-тиот потек. Значи, по 40-тиот потек одигран, тогаш најчесто се оди на втората контрола временска и затоа во цајтнот обично тој 40-ти потек е погрешен и русите велат рокови, со рокови ход има игра на зборови, рима, значи во рускиот јазик, што значи дека тој е оној фатален 40-ти потек. Нели? Тука беше Магнус одигра коњ зема на Е4, а имаше топот Д на С2, гледате. И сега двете фигури црни се на некој начин во пат. Значи ловецот не оди никаде и дамата исто така. Дамата мора да го брани ловецот. Гледате, А4 пешекот е само блокиран и практично црниот не би имал подобар потек од потекот F5, на што би следело коњ зема на А4 и по дама А4 топ C3. Потоа зема на А3 и двата топа со 4 пешаци на исто крило лесно е победуваат дамата, затоа што белиот ќе ги спушти топовите на седмата линија и ќе го изеде пешакот на F7, ќе дојде во добиена пешачка завршница. А црниот ништо не може да направи за да го спречи тоа. И сигурно да беше тој 41-ви потек, кај што Карлсен ќе имаше време да размисли, без проблем ќе го најдеше тој потек, но 40-ти потек е и тој погреши. Со коње 4. А во исто така 40-тиот потек на црниот на 6 секунди пред да загуби на време, значи исто така во голем цајтнот го одигра Јан Непомнијачи и со тоа заврши првата временска контрола. Црниот е повторно во игра по дама B3, топот А на C2, ловец F8, коњ C5, дама B5. Сега А пешакот нели му дава доволна контраигра на црниот. Коњ D3, А3, топа 2, односно коњ F4, дама 5. Дамата по петиот ред го пази пешекот на H5 и важна, нели, важен детал во неговата игра, контраигра е А3 слободниот пешак кој што ги ангажира белите фигури. Топа 2, ловец B4, топ D3, крал H6 да ја ослободи дамата од одбрана на H пешакот, топ D1, сега дама А4 го напаѓа топот, топ од D на А1. Светскиот шампион се обидува да ги реорганизира своите, нели, фигури и да го нападне А3 пешакот, но тоа е многу тешко да го изведе, се разбира, затоа што ќе му треба помошта и од коњата, не се гледа коњот како ќе дојде да нападне уште еднаш на А3. Ловец D6, крал G1, дама B3, коњ E2, дама D3, коњ D4, крал H7. Сега двата топа се по А линија и се белиот сака да одигра коњ C2 и конечно да го земе тој опасен слободен пешак на црниот на А3, но на коњ C2 проблемот е во тоа што црниот го има потегот ловец E5
со напад на топот. Нели? Односно, прво дама B3 и ако коња 3, тогаш ловец E5. И се гледате, дамата од B3 го напаѓа топот на А2, ловецот топот на А1. И тука белиот би загубил материјал и од тука значи не може згодно да го нападне по трет пат пешакот на А3. Тоа игра крал H2. На пресот по завршувањето на партијата, Магнус Карлсен ќе каже дека и тој сакал значи да партијата да трае што подолго и обајцата да бидат максимално изморени за кризата да настане колку што е можно подолго, така и ќе се случи. Крал H2 и сега дама E4. По дама E4, конечно Магнус се ослободува од тој опасен црн слободен пешак, кој што на црниот му даваше контраигра. Дама зема на H4, крал G1. Сега ловецот не може да го земе топот, затоа што дамата му е нападната. Дама E4, топ A4 и ловец E5. Се разбира дека е успех за белиот, тоа што успее да го замени својот H пешак за опасниот А3 пешак. Сега може би црниот сака да направи контраигра со својот H пешак, но ќе видиме дека тоа нема да биде толку страшно како претходно, што црниот имаше пореална контраигра. По ловец E5 гледате со идеја H4. Белиот игра коње 2, ја напаѓа дамата. Дама C2, топот први ред, нападнатиот топ, доаѓа на 2, напаѓајќи ја дамата. Дама B3. Сега, црниот се уште е повеќе или помалку во ред. Заради одличната позиција на ловецот на E5, кој што стрела на двете страни, во полна моќ, но белиот има подобра пешачка структура и се разбира никаков ризик. Крал G2, дама D5 шах и сега F3. Тоа е 59-тиот потег во оваа долгометражна партија, која што го сруши стариот рекорд на најдолга играна партија во мечевите за светски шампион, што претходно беше во партијата играна во мечот помеѓу тогашен светскиот шампион Анатоли Карпов и Виктор Корчној во Багио Сити, далечната 1978 година. Таа партија беше 124 потези и заврши реми во една интересна завршница, каде што Карпов знаеше како да се брани и на крај Корчној го патираше својот противник за да не мора да никој да понуди реми и на тој начин, нели? И долги години таа партија со 124 потези беше рекорд, но денешнава ова што ја гледаме сега, ќе видиме дека ќе трае 136 цели потези и ќе заврши резултативно. Значи F3 е одговорно решение, затоа што до некаде ја слабе е својата структура, но повместен е еден пешак, сега се промени малку позицијата, што ќе представува, нели, повторно грижа за обајцата, ќе мора да мислат што се случува сега понатаму. Ловец дама D1 по F3, F4 се напад на ловецот, да мора да се помести од таа доминантна, одлично централизирана позиција на E5, ловец C7, крал F2, ловец B6. Сега ловецот дојде на другата диагонала, на тој има објект за напад, а тоа е пешакот на E3, на тоа ќе ја темели црниот својата контраигра, топ A1, дама B3, топ E4. Сака да се разбира брани на E3, може би сака да продре стоповите на 8-миот ред. Крал G7, топ E8 и сега
F5. Повторно да некаде одговорно решение, секогаш кога пешекот оди напред, тој не може да се врати назад, но на белиот му треба малку повеќе простор за кралот и од тука F5, освен тоа ја фиксира слабоста на E3, така што тој потек, иако е одговорен, има се разбира своји предности. Потоа дана А8, дама Б4, гледаме, белиот засили, брани на Е3, ги стави топовите на 8 ред, но што понатаму. По дама Б4, топот А на С8, ловец А5. Но гледате, белиот го има целото време на овој свет, тој може да игра тука и таму. Партијата да трае што подолго, противникот да биде што поизморен, а тој мора да внимава многу повеќе отколку белиот. Белиот е во зона на комфорт. По ловец А5, топ С1, заканата беше дама 1 шах. Имаше батерија, нели, дамата и ловецот на диагоналата А5 е 1. Ловец Б6, топ Е5, дама на Б3, индиректно брани на Ф5 со напад на Е3, топ Е8, дама Д5, топ С8. И сега ако видиме дека последните десетина потези белиот никаков прогрес не направи, но важно е напредокот во часовникот. Значи тука часовникот игра битна улога и се разбира дека црниот многу повеќе мора да пази и повеќе време троши, но обајцата ќе бидат повторно во цајтнот, затоа што и белиот се обидува да подобри својата позиција, но сепак по 70 потек таа останува како и пред десетина потези. Сега црниот можеше да игра дама Б3, каде што и досега ја чуваше дамата, држејќи го на нишан пешекот на Е3, но тој игра дама Х1. Гледате, и тој сака да направи одредени проблеми, да му направи на црниот. Топ С1, дама Д5, топ Б1, го напаѓа ловецот. Сега ловец А7. Многу е тешко да се направи вистинскиот избор со малку време. Може би тука ловец Д8 беше вистинското решение со идеја Х4, значи да го приоткрие и белиот крал во моментот кога дамата има соработник во ловецот на Д8. Но тој се задржа на диагоналата А7 Г1, ловец А7. Сега топ Е7, повторно го напаѓа ловецот, ловец Е5, топ Е5. Сега од тука наваму црниот е на територија кога мора да ги наоѓа единствените потези за да биде во игра, а тоа никогаш не е лесна работа. Дама Д3, гледате, индиректно го брани ловецот со напад на топот на Б1, топ Б7, сега дама С2, од С2 го брани ловецот. Сега не може да биде нападнат од С7 ловецот заради ловец Е3, откриен шах, белиот би го загубил топот на С7, затоа го напаѓа од полето Б5, од безбедното поле. Сега двата топа се на петиот ред. Ловец А7. И сега веќе белиот можеше да го земе, тој пешек на F5 кој што е два пати нападнат. Карлсен одигра топ А5, но можеше и да земе на F5, топ F5, за по дама D3, нели, тоа е идејата на црниот. Сега, ако игра топ E5 да го брани, тогаш ловец E3, дама B5. А ако топот од Б брани на E5, тогаш пак повторно ловец E3, па на топ E3, дама F5. Гледате, од D3 дамата ги нишани двата топа, но тука ја имаше таа тактика топ F7. Гледате, шах, меѓу потек и на крал F7, топ B7. Шах, и в последниот потек го зема ловецот на А7. И повторно, значи, црниот не би требало да загуби, но со многу точна игра. Ќе видиме дека слична позиција покасно ќе дојде во партијата. Но веќе сега можеше тоа да дојде така, но како и да е, значи по изборот на Карлсен беше топ А5, партијата доди што подолго, ловец Б6, топот на Б5, ловец А7 и сега од втор пат го игра потегот топ F5. Значи повтори еднаш,
Дама d3, топ f7, крал f7, топ b7 шах, крал g6, топ a7. Веќе сме на 82-иот потек, сега повторно се замени, се определи позиција. Што можеме да кажеме на оваа позиција, за оваа позиција? Тоа е затоа, значи белиот е во сигурна комфорна фаза, неговата структура е практично недотирлива, конјот одлично го брани својот крал, а топот се разбира исто така, заедно со конјот и со пешаците. Белиот не е лесно да направи прогрес, затоа што кралот нема многу, значи ако тргне напред, како да го застане, значи белиот треба многу вешто да игра. Но од друга страна, па црниот нема никаква контраигра, тој мора да седи и да внимава. И таа игра е многу непријатна во практичен шах. Дамата, силата на дамата се состои во тоа што таа може да напаѓа, значи на разни страни, на разни сектори да игра. Но во оваа ситуација дамата нема кого да нападне, таа сама не може, нема белиот слабости ни во структура. Тоа е едно, а второ, дамата најдобро игра кога соработува со уште некоја фигура, ако не се, нели, противничките фигури, да речеме, расфрлани, ако не се одвива борбата на двете крила, на повеќе сектори. Вака, играјќи на еден сектор и без соработник, дамата не може многу да направи. По топ зема на А7, дама Д5, топ А6 шах, крал Х7, топ А1. Гледате, белиот не брза никаде, сега тој не сека да дозволи дама Х1. Крал Г6, конј d4, дама b7, топ a2, дама h1, топ a6 шах, крал f7, сега конј f3. Гледате како конјот одлично си го чува својот крал, тој е целосно безбеден. Дама b1, сега дамата и треба простор, нели оди од другата страна, топ d6, за да го има и полет од d2 за своите фигури, крал g7, топ d5, нападна на h5, дама b2 шах, топ d2, дама b1, топ e2. Сега гледате, порано или покасно, тој пешак од d3 ќе дојде на e4. Дама b6, топ c2, но белиот не брза. Чека да помине уште малку време. Дама b1, конј d4, дама h1, топ c7, крал f6, топ c6, крал f7, конј f3. Гледате, продолжува таа игра на мачка и глушец. Значи, играта оди понатаму, црниот и понатаму мора да биде буден, да гледа со двете очи, додека белиот оваа позиција повеќе или помалку може да игра и со рака, за да се троши времето. Дама b1, конј g5, белиот може на разни начини се разбира да игра. Крал g7, конј e6 шах, крал f7, конј d4, дама h1. Стигнавме до 100-тиот потек. Повторно белиот не направи некој прогрес во последните десетина потези, но во практична партија, гледате, часовникот тече и играта продолжува. Топ c7 шах, крал f6, конј f3, дама b1, топ d7. Значи оваа позиција веќе беше со топот на d6 и кралот на 7 ред. Незначителна измена има, не од суштинско значење. Дама c2, шах, топ d2, дама b1. И сега и Магнус имаше малку време на последната контрола, но тој го одигра овој интересен потек. Белиот сега ќе се регрупира повторно, а во оведен потек, во таа добро регрупирање на фигурите е потегот конј G1, тоа е 105-тиот потек. Дама B4, топ D1, дама B3, топ D6 шах, крал G7, топ D4, дама B2, сега конјот на E2 го покрива шахот, дама B1 и E4. Конечно, еден пешак отиде напред. Инаку, доколку се случеше 50 потези, да не биде променета ниту една фигура, вклучително и пешак, и ниту еден пешак да не беше поместен напред, тогаш
партијата би завршила реми според правилата. Значи во 50 потези мора да биде нешто заменето или пешак некој да оди напред, но гледате белиот максимално чекаше и сега дури во 110-тиот потег го игра потегот E4. Иако E4 не е лош прв потег, не е лош потег ниту на почетокот на партијата, од самиот почеток од првиот потег. Добро. Сега, иако компјутерот вели дека оваа позиција се уште дека е реми, но гледате белиот може да игра уште 49 потези пред повторно да продвижи уште еден пешак, па црниот да страда уште наредните 50. Значи, таква една непријатна позиција која што машината знае да ја држи, може да ја држи затоа што нели таа има можности и ја гледа перфектно таа геометрија на шаховската табла, додека за човекот тоа е се уште тешко решлива математичка задача. Дама H1, топ D7 шах, крал G8, топ D4, си брани на E4, дама H2, крал E3. Гледате како коњот е одлично поставен, си го пази пешакот на G3, си го пази полето G1. Белиот е во потполна координација. И сега црниот што да прави, нема подобро отколку H4, да го замени тој свој последен пешак и да проба да направи повеќе маневарски простор за својата дама за да го вознемирува белиот крал. Г зема на H4, дама H3 шах, крал D2, дама H4. Топ D3, крал F8, топ F3, дама D8, крал E3. Значи сега имаме конј, топ и два врзани пешаци против крал и дама. Иако пресметаме по скала, ќе видиме дека е тоа материјална рамнотежа, нели 10 на 10 или 10 на 9 типо, но тука е проблемот во тоа што црниот мора да ги наоѓа точните полиња од каде што треба да парира од далеко, а тоа гледате и на најсилните играчи на светот не им е јасно кои се точно тие полиња. Додека белиот, нели, и понатаму продолжува полека да подобрува. Многу е тешко кога не е јасно на што играме, каде немаме јасни ориентири што треба да правиме и затоа од практична гледна точка оваквите позиции, значи белиот најчесто ги победува и ги добива. Тоа се случува и во оваа партија, не е оваа партија случај. Дама А5, крал F2, дама А7 шах, топ Е3, дама Д7, сега конј Г3. Повторно одлична координација на белите фигури и сега веќе гледате како се загради белиот, сега веќе белите пешаци можат да тргнат и тие ќе тргнат со решавачки ефект. Дама D2 шах, крал F3, дама D1 шах, топ E2 покрива, дама B3 шах, крал G2. Сега нема повеќе шахови, гледате, поврзани сите фигури, кралот го брани коњот го брани топот и пешакот. Ако е F4 пешакот ќе оди на F5 и црниот ќе нема што да нападне, ќе мора само да чека. Дама B7 го врзува E пешакот, топ D2, дама B3, топ D5, крал Е7, топ Е5 шах, крал F7, топ F5 шах, крал Е8 и сега Е5. 129-тиот потег. Сегата партијата ќе треба уште многу кусо од овој миг навамо и значи силните шаховски машини, програми велат дека оваа позиција е се уште реми. Значи 7 потези пред црниот да придаде, компјутерот цени, тоа со право, затоа што значи овие позиции се истражени математички, како е во моите на компјутерот. Вели дека е реми, но како е реми, кој знае тоа? Дама А2, крал Х3 и сега е тој фатален потег, 130-тиот потег, дама Е6, по кој значи црниот губи. И Јан Непомнијачи ќе каже дека исто така дека оваа позиција е веројатно реми, но дека не е јасно кои се вистинските полиња од каде што дамата, кај што дамата треба да биде за да може да држи. Кога таа нема јасни ориентири, нема цели и за напад и за одбрана.
Тука вистинско решение е дама C2 или дама B1, значи да ја држи дамата на диагоналата B1 H7 за да ремизира, но ако ме прашате мене зашто, не би знаел да ви одговорам. Дама E6 е почовечки потек затоа што го врзува топот, но тоа е решавачка грешка. Белиот игра крал H4. Се одврзува и се сака да го помести топот и да продолжат пешаците да се движат. Дама H6 шах, кој H5, повторна координација, дама H7 и E6. Ево, пешаците како лавина одат напред, се прави упориште за топот и сега со помош на мала тактика ќе видиме дека белиот ќе го направи решавачкиот прогрес. Дама G6. Гледате, E6 тоа е значи таа тактика, значи не може да го земе топот на F5 дамата заради коњ G7 со напад на шах и коњот ќе земе дамата на F5, значи со помош на тактика тој си го обезбедува решавачкиот потек топ F7. Дама G6, топ F7, повторно не може да го земе пешекот на E6 од истата причина кој G7, крал D8 и сега F5. Сега врзаните пешаци стигнаа на 6-тиот и 5-тиот ред, дама G1 и последниот потек во оваа партија. Тоа е потегот коњ G7. Гледате, гигантска битка, значи партија неверојатно долга, неверојатно тешка, но во која што главно во вториот дел од партијата страдаше Јан Непомнијачи, кој што мораше оваа позиција да ја држи, да ја игра. Тој се бореше исто така, но гледате, не издржа во таа многу непријатна за бранење од човечки аспект позиција.